Неколку илјади антивладини демонстранти неколку дена протестираат во Полска против владеачката партија на правото и правдата, која има намера да воведе рестрикции за новинарите кои известуваат од парламентот и направи некои законски измени. Станува збор за најголема политичка криза во Полска во последниве години. Членовите на опозиционата граѓанска платформа ги започнаа протестите во петокот со блокирање на салата во парламентот пред гласањето за буџетот за наредната година. Пратениците од владеачката партија ја одржаа седницата во друга сала и без опозицијата го донесоа буџетот, што опозицијата го оцени како нелегално. Mają pełną świadomość tego, że posiedzenie klubu PiS, które się przekształciło nagle w obrady parlamentarne, jest nielegalne z dwóch powodów. Nie wiadomo, czy była wystarczająca liczba posłów, żeby było kworum. Dwa, nie wszyscy posłowie mogli wejść na salę. Proszę Państwa, oni nie uchwalili budżetu, a wiecie co to znaczy? Nielegalne! Że prezydent może rozwiązać parlament! Владеачката партија на правото и правдата на Јарослав Качински, откако дојде на власт пред една година, ја превзеде контролата врз државните медиуми и правниот систем, а е критикувана и од западните сојузници поради плановите за реформи во највисокиот суд. Опозицијата смета дека се во насока на уривање на демократските стандарди. Granice łamiąc demokrację w Polsce i pewien punkt nastąpił zwrotny, że już za dużo tego, że okazało się, jak już parlament jest niszczony na oczach całego świata, to już nie ma innej możliwości, żeby zaprotestować i wyjść. Синоќа пак неколку стотици поддржувачи на владеачката партија се собраа пред претседателската палата во Варшава во знак на поддршка на владата. Премиерката на Полска Беата Шидло ги осуди потезите на опозицијата, оценувајќи ги како скандалозни, додавајќи дека искажуваат фрустрации поради губењето на власта. Синдикатот на полската полиција упати апел до власта и до опозицијата да не ја вовлекуваат во политички игри. Во соопштението се наведува дека вовлекувањето на полицијата во политичката реторика е недозволиво и предизвикува продлабочување на поделбите во општеството.